Во моментов, површината на постојните заштитени подрачја во сливот на река Брегалница изнесува само 0,3% од севкупната територија. Со програмата за зачувување на природата во Македонија до 2020 година се предвидува овој процент да се зголеми на минимум 3% заштитени подрачја или површини од минимум 13.000 хектари во целиот слив. Градоначалниците од регионот кои учествуваа на дебатата сметаат дека придобивки за целиот регион ќе има доколку се заштити едно подрачје како на пример Осоговието или едно помало подрачје во Малешевијата. Тие ценат дека со ваков приод ќе обезбедат услови за подобра и поорганизирана заштита на природата и незините ресурси, а воедно истите ќе ги стават во функција на регионалниот економски развој. Источен плански регион како регион нема заштитено подрачје и ова е убава прилика да отвориме широко опфатна дебата, која што верувам дека нема да застане овде, туку оваа дебата верувам дека ќе продолжи и во наредниот период, за да дојдеме до конечните сознанија дали е потребна да се формира еден ваков регион во источниот дел од државата. Јас верувам дека тоа е потребно, бидејќи заштитените подрачја можат само да ни дадат придонес во развојот на источнопланскиот регион. Општина Штип е за да се формира вакво заштитено подрачје и ние до крај ќе обстоиме на ваквите дискусии и дебати и со нашите мислења и сугестии ќе придонесеме за да се оствари оваа идеја. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека го радува тоа што градоначалниците се единствени и што истокот ќе добие заштитени подрачја кои ќе му носат и бенефит. Ќе се тргне на процедура на дефинирање на заштитени подрачја во источниот плански регион. Мене ме радува консензуалниот став на локалната самоуправа, на градоначалниците, бидејќи согласно законите така почнува и процедурата. Нивната желба и она што го ценам амбиција за еден нов пристап на третирање на природата, ние како министерство имаме обврска да ја спроведеме, ние би биле практично имплементатори на тоа што ќе се одлучи заеднички, согласно законите. Природата навистина околу Брегалничкиот слив има премногу вредност, за која што многу малку се знае, не само кај нас и во светот може би повеќе се знае, и затоа мора да направиме се да направиме еден баланс помеѓу економскиот развој и да една табу тема која што постои дека заштитените подрачја го кочат економскиот развој, да ги демантираме и да видиме, и тоа гледам градоначалниците се спремни, од заштитените подрачја може да се заработи, може добро да се живее. Пред се ова е предност за населението кое што е во тие подрачја. Главен столб на втората фаза од програмата е прогласувањето на заштитени подрачја во источниот плански регион, како и анализа на податоците за биолошката разновидност. Препораките кои што излегоа за заштитени подрачја се од истражувањата кои што се спроведоа во првата фаза на програмата, а оваа денешна дебата ја организираме со цел да ги потенцираме регионалниот и партиципативниот пристап кој што ги промовира програмата за зачувување на природата во Македонија на еден транспарентен начин во спроведување на активностите, но исто така да ја зајакнеме интерсекторската соработка во носењето на одлуки кои што се поврзани со зачувувањето на природата. Во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија предвидено е во следниот период да се изготви потребна законска документација за отпочнување на постапката за прогласување на заштитени подрачја како подготовка на студија за валоризација на идното заштитено подрачје, која покрај природните вредности ги вклучува и социјално-економските аспекти, офаќањето и гаранциите со клучните страни, дефинирање на тело за управување како и план за управување. Програмата за зачувување на природата во Македонија се спроведува во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Центарот за развој на Источен плански регион и 11 општини од Источниот плански регион, Јавното претпријатие Македонски шуми, Македонско еколошко друштво, Шумарскиот факултет во Скопје и Бернскиот универзитет за применети науки, како и со партиципативно учество на сите чинители.